Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во тек е пријавувањето за субвенции. Апликациите се поднесуваат електронски или во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Во првите 6 месеци од годинава двојно повеќе се отвориле отколку што се затвориле фирми во Македонија. Утре на територија од 30 хектари во општина Прилеп ќе се изведува втора фаза од ларвицидна дезинсекција. Не смее да се пие водата од две јавни чешми во Прилепско, информира Центарот за јавно здравје. Времето денеска сончево со мала облачност, следува период на многу топло време. Урбан маркетинг. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Кремона шопинг центар Прилеп, најопремен и најевтин шопинг центар во Прилеп и регионот. На едно место се што ви е потребно за вашиот стил, дом и секојдневие. 395 Прилеп, 30 години традиција и квалитет. Вкусни производи кои мораат да се пробаат и вкусат. 395 Прилеп, вкус за вашата семејна трпеза. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во тек е пријавувањето за земјоделските субвенции за 2026 година. Крајниот рок за поднесување на барањата е 30 септември. Финансиската поддршка опфаќа субвенции за обработливо земјиште, добиток, произведени и продадени земјоделски производи, како и мерки за покривање на дел од трошоците во производството и поддршка за малите земјоделски стопанства. За субвенциите по површина и по грло добиток, земјоделците треба да имаат произведен и продаден производ кај регистриран откупувач. Барањата се поднесуваат електронски преку веб-порталот на агенцијата, а помош при аплицирањето ќе можат да добијат и во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделците внимателно да ги прочитаат условите за користење на средствата, да го разгледаат упатството за аплицирање и навреме да ги ажурираат своите податоци во регистрите, за да избегнат проблеми при обработката на барањата. Поради контролите на терен, оваа година агенцијата ќе користи и сателитски снимки од периодот на вегетација на земјоделските култури со цел да се обезбеди попрецизна проверка на пријавените површини. Во првото полугодие од годинава се основани 3801 нова компанија или месечно во просек имало понад 600 нови фирми, откри анализата на порталот Пари. Од друга страна, во истиот период пак клуч на вратата ставиле 1819 компании или секој месец во просек деловната битка ја губеле 300 фирми. Тоа значи дека во првото полугодие има двојно повеќе новоотворени од затворени фирми, што е добар економски показател. Речиси половина од новите фирми се во Скопје. Истовремено во главниот град згаснале 27% од сите фирми што не успеале да продолжат со работа годинава заклучно со јуни. Трговијата останува дејност со најмногу новоотворени фирми 679, но и со најмногу затворени 491. Преработувачката индустрија е втора дејност по бројот на затворени фирми, односно 240 од овој сектор згаснале, а тоа не е добра вест. Но од друга страна, во првото полугодие има речиси исто толку новоотворени фирми во оваа дејност. Најмногу се отвораат, но и се затвораат микрофирми. Утре 27 јули, среда, на територијата на општина Прилеп ќе се спроведе втората фаза на превентивна ларвицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе ја изврши јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Скопје, додека стручен надзор на спроведувањето ќе врши Центарот за јавно здравје Прилеп.
Со активностите ќе бидат опфатени околу 30 хектари површини со стоечки води и потенцијални жаришта за развој на комарци, меѓу кои бари, мочуришта, фонтани, одводни канали, градска река и други водени површини. Целта на ларвицидната дезинсекција е навремено уништување на ларвените форми на комарците и намалување на нивната бројност, со што се придонесува за заштита на јавното здравје и создавање поздрава животна средина. Од спроведените редовни контроли на Центарот за јавно здравје Прилеп за исправноста на водата од јавните водоснабдителни системи, водата од две јавни чешми на сред село во Оревоец и во Лениште не се здравствено исправни. Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерно место локален водоснабдителен систем Оревоец, јавна чешма сред село, водата не е здравствено исправна заради наот на бактерии од цревно потекло, како и зголемен број колонии бактерии на 37 степени и не смее да се користи за пиење без претходно вриење од 10 минути. Неопходно е соодветно техничко решение за објектот со можност за редовна дезинфекција на водата. Село Леништа, јавна чешма сред село, водата не е здравствено исправна заради наот на бактерии од цревно потекло, како и зголемен број на колонии бактерии на 22 и 37 степени и не смее да се користи за пиење. Неопходно е соодветно техничко решение за објектот со можност за редовна дезинфекција на водата, се вели во соопштението. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Во планинските предели ќе има услови за слаб дожд, ќе дува слаб до умерен наместа ветер од северен правец. Максималната температура ќе се движи во интервал од 30 до 37 степени. Во Прилеп претежно сончево со максимална температура до 29 степени. Под влијание на топол бран следува период на сончево и многу топло време. Особено топло ќе биде во првата декада од месец август, кога дневната температура локално ќе достигне до 40 степени. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.